Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео гласи со наслов Родители, дали навистина начинот на кој родителствувате е заради доброто на вашето дете. Овие содржини се од книгата на авторката Шефалица Бари со наслов Надвор од контрола. И сега веднаш да преминиме на самата содржина на ова видео. Една родителка дошла кај Шефали со зборовите: Шефали, додека овде сум присутна кај вас, размислувам за сите начини на кои бев родителствувана од страна на моите родители, кои доведоа да се јават голем број на чувства на гнев, на вознемиреност, на тага. И после неколку години на работа на себе, за да ги надминам тие чувства, сепак доволно е некој момент да се вратам назад во своето детство и повторно да почнам да плачам и да едноставно да ми се јави едно грудка во грлото, да не можам да зборувам. И тука таа раскажува за тоа како кога била дете, 3 години, нејзиниот татко често пати ја носел во подрумот и ја затворал таму за да се врати после 3 сати, затоа што таа не го слушала, не ги слушала зборовите кои што тој сметал дека треба да ги направи. И покрај нејзините врескања, викања, обиди да ја отвори вратата, тој не се враќал, постојано повторувајќи дека ќе изедат инсектите. И сето тоа и предизвикало траума во нејзиното детство. И овде Шефали им објаснува на родителите: родители, овој татко без сомнение сметал дека на тој начин дека го учи своето дете на вредна лекција, меѓутоа без сомнение тој се излагал, сметајќи дека доколку и нанесе и внесе голем страв на својата ќерка, таа ќе се придружи на неговите правила. Но тој едноставно не можел да се одвои од идејата дека родителите треба да користат строги методи за да можат на крајот да го направат родителството ефективно, да ги добие резултатите кои што тој ги посакува. И токму поради тоа Шефали им објаснува на родителите: родители, ние доколку се оправдуваме себе си цело време и оправдуваме својата собствена логика, дури за најбизарните начини на кои што родителствуваме, користејќи методи како дисциплина, сметајќи ги за методи на дисциплина, најчесто што си имаме како идеја во нашата глава? Најчесто како идеја во нашата глава си имаме дека ова што го праваме заради доброто на своето дете. И родителите, кога Шефали им кажувала на своите предавања: родители, ниту едно дете никогаш нема да го почувствува она што вие му го кажувате, преку викање, преку дерење, преку тепање, преку казнување, дека тоа е за нивно добро. Единствената лекција која што детето ќе ја добие и ќе ја извлече од вашето однесување, кога вака се однесувате спрема децата, е едно чувство на огорченост. И ова чувство понатаму се развива во една детска огорченост према самото себе си, кое чувство му носи голем хаос во животот на детето, затоа што врз него се спушта еден огромен облак од голема ниска самодоверба и голема невредност, со што детето понатаму во својот живот привлекува луѓе, ситуации, настани кои што го одразнуваат неговиот начин на мислење за себе. И до толку вели, ние како голем број на родители, стануваат заслепени, стануваат зафатени во такви идеи што едноставно веруваат дека ако употребат екстремни методи на дисциплина, дека на некој начин тие ќе можат да го натераат детето да ги слуша. Меѓутоа, Шефали токму ова го објаснува спротивното, дава еден случај
екстремен од незината пракса со една мајка која била осудена на 17 години затвор заради тоа што заради токму на незината идеја за да го воспита своето дете резултирало со претепување до смрт и после тоа го запалила телото на своето дете. Во претресот што се утврдило? Се утврдило дека заради неможноста на детето да запамти одредени пасуси од Светата книга, оваа мајка решила да го тепа своето дете, меѓутоа на крајот сето тоа завршило со смрт. Судијата во судницата утврдил дека тоа што мајката го сметала за неуспех на синот, на 7-годишниот син, да научи одредени пасуси од Библијата, резултирало во тоа да го мајката да го претепа својот син до смрт. И тогаш тој и се обратил во судницата и рекол: причината за смртта на вашето дете е пред се тепањето, базирано врз твојата неразумна идеја дека твоето дете доволно брзо на памет ќе научи одредени пасуси од Светото писмо. Меѓутоа овде Шефали спомнува на родителите: родители, колку деца други се тепани поради неуспехот и неможноста да запамтат одредени работи на училиште или пак дома. И оваа мајка многу јасно имала една подсвесна идеја дека неопходно била да го совлада физички своето дете за да може тоа да научи. Меѓутоа, кога зборува Шефали за таа подсвесна идеја, всушност но што мисли? Мисли на однесувањето и на зборовите, мисли на чувствата, уствари на зборовите испод тоа однесување. Односно, дека мајката имала приврзаност кон одредена идеја која што сметела дека единствено таа би била добра мајка доколку своето дете го научи значи да ја почитува, да ја сака својата вера, која идеја била до толку всадена во неа и ригидна, што кога незиното дете не можело едноставно да ги научи тие пасуси, довело до тоа мајката да изгуби својата присепност, да го изгуби допирот со реалноста и едноставно да воопшто да не размислува дали нејзиното дете е во можност тоа да го направи, колкави се неговите капацитети, колкави се неговите способности за тоа нешто и дури воопшто да размисли дали детето воопшто има и интерес за таа работа. И таа тука објаснува дека насилството и тероризирањето на децата е навистина ужасна работа, но доколку и тоа се употребува единствено доколку ние само сакаме да ги научиме нашите деца да тероризираат понатаму во својот живот. Значи, на тој начин ги учиме и нашите деца да бидат насилници спрема другите во својот живот. И таа објаснува тука: родители, често пати ние самите себе си колку пати се уверуваме дека ние никогаш не би направиле нешто такво, меѓутоа дури најмеките облици или поблаги облици, начини на кои што ние се обидуваме да ги натераме нашите деца да не слушаат, користејќи дисциплински мерки, се контрапродуктивни. И токму таа спомнува неколку нови бранови на дисциплина. Тоа се, например, нежната дисциплина, позитивната дисциплина, свесната дисциплина. Меѓутоа, таа вели дека секако овие гранки имаат цел во крајна линија, значи да не им се нанесува физичка штета на децата, меѓутоа често пати зад овие теории стојат едни силни маскирани стратегии за
постигнување на истата комфортност кај родителите, како што која што се согласува со комфортноста која што имаат родителите во традиционалното воспитување, само во една многу поблага форма. Меѓутоа, таа објаснува родители, овде се додека постои дисциплина, можеме да кажеме дека овие теории и овие стратегии во себе содржат одредена контрпродуктивност. Зошто? Затоа што сите во својот состав имаат ист ефект, а ефектот е слабење на вродената желба на детето, за да може да се саморегулира себе си. И без разлика, колку се добри намерите, сепак сите носат една иста форма на дисциплина, која што му носи на децата да кај себе да се појави едно чувство дека се нападнати од страна на другите. И затоа таа вели дека децата ја мразат дисциплината, не затоа што тие сакаат да не го направат исправното нешто, туку едноставно затоа што децата самите сваќаат дека на некој начин преку казните, преку манипулациите, му се убива нивниот слободен дух, нивниот детски слободен дух, и на тој начин тие се чувствуваат безпомошни, се чувствуваат како да се казнети за нешто кое што не го направиле. Казнети за некој престап за кој воопшто не го ни направиле. И токму поради тоа децата, кога ние сакаме да ги дисциплинираме, тие едноставно одбиваат да бидат дисциплинирани, кај нив се јавува еден даден отпор, уште повеќе, затоа што сваќаат самите дека се убива нивното чувство за самопочит, за самовредност. И колку повеќе ние како родители настојуваме да ги дисциплинираме децата во процесот на воспитувањето, во процесот на родителствувањето, толку повеќе им се јавува едно чувство на децата дека, едно чувство дека мрази, една омраза, едно чувство на огорченост, која се претвора понатаму со чувство мразам, па потоа чувство те мразам, па потоа во чувство се претвора го мразам животот и на крајот да се претвори во чувство постепено се мразам самиот себе си. Дисциплината всушност е болна работа за многу родители, особено за жените, затоа што тие се многу поинтуитивни, самите знаат дека дисциплината сама по себе, особено грубата дисциплина, има штетен ефект врз физичкото и менталното здравје на детето, и најчесто жените поради тоа прибегнуваат да не сакаат да ги дисциплинираат децата, најчесто тоа им го оставаат на татковците. Меѓутоа проблемот не е во тоа кој ги дисциплинира децата, туку проблемот е што родителите не знаат поинаку како да постапат со децата освен преку дисциплина. И бидејќи тоа не го знаат родителите, најчесто што прават? Доаѓаат до се истоштуваат до работа своите сили кога сакаат да ги дисциплинираат децата со контрола. И на крајот сваќаат дека не можат да направат, не можат да ги контролираат своите деца. Повторно, не можат да ги натераат децата да ги слушаат на начин на кој што посакуваат. И најчесто тоа го увидувала Шефали кога доаѓале на незините предавања. Не било ни чудно што веднаш родителите, кога ќе дојделе на предавањата, првото прашање кое што и го поставувале, било: Шефали, дајте ни некоја стратегија најдобра за да го натарам моето дете да ме слуша, или покажи ни некои правила, начини како да го покорам своето дете, или пристапот кој што јас го родителствувам воопшто не функционира кај мене.
покажи ми некои дисциплински мерки и така натаму. Меѓутоа Шефали им одговарала на родителите: родители, прашањето ви се добри, меѓутоа овие прашања не навлегуваат во сршта на проблемот. Значи не е прашање како да се дисциплинира, туку како да се разберат потребите на нашите деца. Однесувањето на нашето дете е одраз или израз на неговите потреби. А пак ние бараме да ги дисциплинираме децата. Значи децата одразот на или изразот на нивните потреби единствено како може да се види, да се реши. Единствено може преку поврзување и преку учење и преку разбирање. Меѓутоа, ние како родители најчесто кога бараме да се смени однесувањето на нашите деца, ние сме фокусирани најмногу на однесувањето, ние влегуваме во корекција, а за жал корекцијата секогаш е поврзана со дисциплината, значи со казната. И таа вели, забележете родители, како ги нарекуваме установите каде што сакаме да ги дисциплинираме. Децата, особено, например, ако имаат некој дисфункционално однесување, или возрастните, ги нарекуваме казнено-поправни домови или казнено-поправни институции или корективни институции. Зошто ги нарекуваме така? Затоа што ние во основа не сме научени да гледаме испод однесувањето, туку само гледаме површно, однадвор на однесувањето на детето, а многу малку сакаме да видиме што стои позади тоа однесување. Значи, ние директно како родители се вплеткуваме во површното однесување на децата, онака како детето делува и дејствува надворешно. Например, ако детето нас ни каже те мразам, што се случува? Родителот веднаш си ја зема буквално таа изјава од своето дете, прави личен проблем од сето тоа и што предизвикува? Предизвикува прекор. Меѓутоа, ако наместо ние како родители решиме да влеземе подлабоко испод тоа однесување, за да ги откриеме причините за детското однесување, можеме да откриеме многу работи. Например, можно е да откриеме дека тој ден нашето дете, например, било малтретирано на училиште, или било смајувано, или било многу загрижено за тестот, или пак неоправдано било казнето, или пак едноставно само детето е гладно или е многу уморно. Значи, наместо родителот да реагира емотивно, тој едноставно смирено да се одлучи да го дешифрира значењето на однесувањето на неговото дете и на тој начин да го пренасочи, да ја пренасочи содржината на детскиот излив. Меѓутоа, клучно за тоа нешто е родителот да остане емотивно стабилен, да не излезе од својот собствен внатрешен баланс, за да може нежно да испита, да открие што се случува испод однесувањето на своето дете. Затоа што улогата на родителот, главната улога на родителот е детето да го научи. Значи, само детето да го научи како тоа да си се саморегулира. Меѓутоа, ако детето е зафатено во тој момент со одбрана од нашиот напад, тогаш или пак е во една отворена омраза спрема нас, последното нешто кое што ќе го има детето во својот ум е да земе да учи, значи да се чувствува, да има чувство или потреба во тој момент да учи, да посака да учи, туку едноставно на што ќе му биде фокусот на детето? Фокусот ќе му биде на тоа како јас на родител да му вратам. Значи, како да му се одмазнам на родителот или како да му избегам на родителот, значи во fight или во flight mode. И со други зборови, што вели Шефали? Шефали вели дека дисциплината резултира во одредено неоднесување. Значи, како детето се чувствува, така тоа надворешно ќе проектира.
а надворешно проектира нефункционално однесување, дисфункционално однесување. И тука ше фали, значи, овде ни објаснува нешто многу важно, дека на овој начин дисциплината станува коренот на тоа што родителите го гледаат како побуна, како бунт, и дисциплината, затоа таа вели дека е просто дисциплината просто промашува. Родители, дисциплината просто промашува. Значи, прашањето е, често пати ние обратно си го поставуваме. Не е прашањето дали да се дискутира, дали да се дисциплинира детето или да не се дисциплинира детето, туку најчесто кога нашите деца не можат сами да се регулираат и сакаме ние да ги научиме, нашите деца треба прво да се запрашаме колку ние како родители сме присутни со нашето дете, колку ние како родители сме посветени, го гледаме дали навистина го гледаме она што се случува со нашето дете, колку сме ангажирани со него во сегашниот момент, колку сме присутни во она што му се случува на детето. И според нејзиното клиничко искуство, таа кажува родители дека, на жалост, огромен е бројот на родители кои несвесно родителствуваат, а многу е мал бројот на родителите кои едноставно се присутни родители, кои што ги следат своите деца, кои што се интересираат испод да се заинтересираат за испод однесувањето, површното однесување на детето, што се случува со него. И особено кога се јавува тоа нешто, кога дознаваат најчесто родителите дека воопшто не се поврзани со своите деца и дека навистина им треба помош, да бидат присутни родители, таа спомнува дека тоа е особено во тинејџерските години, затоа што тие се годините кога децата ја обелоденуваат таа неповрзаност. Односно, најчесто тогаш родителот самиот може да види фактички колку, до кој степен е неповрзан со своето дете. Затоа што со однесувањето преку дисциплинирањето, во кој што внесуваме казни, во кој што внесуваме манипулација, во кој што внесуваме закани, подкупување и така натаму, ние какви пораки им носиме на децата? Им носиме пораки дека ние не се грижиме за нив, за нивните вистински потреби, и дека едноставно не сме заинтересирани како родители тие да сакаат да учат. Понатаму, Шефали спомнува дека преку дисциплината што можеме да забележиме, дека дисциплината е таа која исклучиво се фокусира на однесувањето на самото дете, а ги занемарува чувствата на децата. Затоа што чувствата се тие кои што го движат поведението на самото дете, а ние како родители, бидејќи се фокусираме исклучиво на однесувањето на детето, не можеме да бидеме присутни родители, не можеме да се поврземе со децата, и најчесто тоа го прикажува преку пораката која што му ја даваме во тој момент на детето, кога му велиме, значи, мене не ми е важно ти што чувствуваш, туку важно ми е твоето однесување. Кога сме фокусирани на однесувањето, на надворешното однесување на детето, значи ние му даваме порака на децата дека мене ми е битно твоето однесување. Твоето однесување ми е битно заради тоа што тоа мене ме прави да се чувствувам на начин на кој што се чувствувам. И не ми се битни твоите чувства. Битно ми е ти како ме тераш јас да се чувствувам. И преку ова што можеме да видиме? Дека самите себе си ние како родители се издигнуваме над детето, затоа што во воспитувањето гледаме дека најбитно ни се
најбитни сме ние. Значи, ние се издигнуваме. И веднаш се јавува една дисконекција со децата. Децата остануваат долу, ние се креваме на пиедесталот затоа што мислиме дека се знаеме во односот со децата и токму заради тоа ние се ставаме во таа функција на големство над нашите деца, затоа што на прв план ги носиме нашите чувства, нашите емоции, нашиот начин, заради кој дека нашиот начин на однесување е најбитен, а чувствата и однесувањата на децата се, поготово чувствата, се оставени последни, кога ги родителствуваме децата. Затоа таа вели дека клучната работа за родителот е родителот да знае дека најбитно е да му обрне внимание на чувствата на самото дете. Значи, врската родител-дете секогаш мора да се одигра на ниво на чувство, а не на ниво на однесување. Ако ние не сме поврзани на ниво на чувство, ние не можеме не можеме да го дознаеме зошто детето, причината зошто детето така се однесува како што се однесува. Само да ги погледнеме децата шефали, им објаснува на родителите, кога тие се поврзани самите со себе си, како делуваат, кога се внесени во својата игра, кога цртаат, кога бојат, кога едноставно се во својот начин, природен начин на действување, како изгледаат нивните очи, како изгледаат нивната поставеност на телото. Меѓутоа, кога ние внесуваме вештачка енергија како што е дисциплината во односот со детето, ќе видиме децата како поинаку се однесуваат, затоа што не обрнуваме внимание на самите чувства на децата. Туку обрнуваме внимание на однесувањето, на нивното однесување, кога сакаме ние да го контролираме и да го дисциплинираме нашето дете. И се постава, родителите го поставувале прашањето, добро шефали, ако е така, тогаш како децата да ги направиме најдобро да учат? Ако дисциплината е контрапродуктивна, ти како што е нарекуваш, тогаш како можеме најлесно да ги натераме децата да научат нешто? И таа им објаснува едноставно. Наједноставно, доколку децата се поврзани со нас, значи децата најбрзо можат да научат, затоа што кога децата се чувствуваат дека се сигурни покрај нас, дека можат да ни веруваат, тогаш децата и се најприемчиви. Најдобро тогаш им се јавува, им се отвара енергијата, нивната природна склоност да можат да ги учат нештата на нивен начин и едноставно тогаш децата чувствуваат една близина со нас. Едноставно им се отвара простор за учење. Многу поголема приемчивост се јавува од нивна страна. Меѓутоа, децата, ако се чувствуваат лути, ако се чувствуваат исплашени, ако се чувствуваат дека се огорчени од наша, под притисокот од нас, децата не се во можност да учат. Таа енергија едноставно на омраза, енергијата на повреденост, на лутина и така натаму, ја блокира нивната способност да можат да се отворат и да почнат сами да учат. И што се случува? Тогаш ние остануваме родителите единствено да влеземе во една енергија каде што постојано самите можеме да видиме, само да им ги повторуваме истите работи на децата, каде што им велиме ајде напиши ја домашната, исчисти го,
исвици ја собата, среди си ги работите, крени си ги алиштата и така натаму. Значи да им повторуваме како папагали едните исти работи. Значи, од тука Шефали објаснува дека колку дисциплината на вистина е контрапродуктивна спрема децата. Еве та вели дали некој од нас како возрастни личности сака да биде дисциплиниран. Ајде да ја однесеме дисциплината на едно повисоко возрастно ниво. Да замислиме дека имаме своја фирма и наместо да бидеме писмено писмено информирани дека ќе дојдат инспекција или ќе дојде ревизор во нашата фирма, ние разбираме дека за 15 минути ќе дојде ревизор и ќе ја проверува работата во фирмата. Иако ние, например, сме ги подмириле сите, значи сме оделе по законската регулатива, сме ги подмириле сите даночни обврски и така натаму, меѓутоа самиот збор ревизија, кога ќе слушнеме дека или инспектор дека некој ќе дојде, какво чувство ни се јавува? Ни се јавува едно чувство дека или една енергија едноставно дека ќе се врши некоја корекција врз нас. Затоа што и самата ревизија е таа која што ќе бара грешки за да може да се коригира. Дури ќе бара грешки таму каде што не постојат. Или пак, ајде да кажеме сме во некоја фирма, работиме каде што се повикани сите вработени на состанок каде што ќе се одредуваат одредени дисциплински мерки заради некоја загуба која што доживеала фирмата. И та ги прашува родителите, бидејќи вие истовремено имате и улога не само како родители, туку и работите во одредени организации, на одредени места, како би се чувствувале вие кога би биле повикани на таков состанок и дали во тој момент кога на самиот состанок, додека се зборува за дисциплинските мерки кои што ќе се воведуваат, како вие се чувствувате? Дали се чувствувате дека веднаш после тоа ќе се вратите на работното место со голем елан, со голема мотивираност, или пак што размислувате? Како да си ги заштитите своите права или како дали чувствувате дека сте на некој начин повредени од она што ви е изречено како дисциплинска мерка. Се разбира, Шефали тука вели, единственото нешто кое што во тој момент би ни дошло на ум би било дека кога би се вратиле на работното место, дека еланот ни е намален, дека се чувствуваме одредени чувства дека не сме доволно ценети, дека не сме доволно вредни, дека значи не ни доаѓа во тој момент да имаме голема посветеност кон работното место. Дури може да се случи да ни се јават одредени чувства неколку дена, да се чувствуваме дека не сакаме да работиме со толка елан, непродуктивни, неефикасни, се чувствуваме дека неправедно не сме третирани од страна на работодавачите. И дури и самите, да кажеме, шефови кои што се или менаџери, нема ни да знаат какви чувства ние имаме во таквиот момент, дека ни се намалило чувството за работа, потребата да бидеме ефективни, ефикасни. Значи, што направила дисциплинската постапка или она што го слушаме дека ќе се случи како дека ќе се оствари како дисциплинска постапка, што генерира кај нас чувства? Генерира чувства на стопираност или чувства на огорченост или чувства на неспособност, на невредност. Така што на крајот може и да се случи да посакуваме, да побараме друга работа,
Значи, самите ќе кажеме, може би ќе напуштам оваа работа, па ќе одам на друго место, каде што повеќе таму ќе ме ценат и така натаму. И затоа таа вели, родители, кога ние вака постапуваме со нашите деца, со став дека треба да ги дисциплинираме затоа што не сакаат да не слушаат, затоа што не сакаат да учат, едноставно, што значи тоа? Тоа значи дека ние на некој начин кај децата се јавува едно чувство дека се зголемува неспособноста кај него. Едноставно, едно чувство дека не може да развие кај себе една состојба да сака да учи, една состојба да сака да напредува. И зошто е тоа така? Ова е така затоа што им објаснува на родителите дисциплината неизбежно ја нагласува и засилува безпомошноста и секоја слабост која што детето ја има. Значи, наместо да ги поттикнува силните страни кај децата, дисциплината е таа која што ќе ги засили нивните слабости. И на овој начин, што се случува? Родителите си ја саботираат работата која што всушност треба да ја направат. Наместо да ефективно да го зголемат тоа чувство за раст и развој кај своето дете, да сака детето, да го слуша својот родител, што се случува? Родителите сами стануваат соучесници во создавањето на тоа однесување кое што не го посакуваат. Односно, соучесници на однесувањето кое што бараат да го казнуваат. И на овој начин настанува еден дисфункционален циклус на родителско воспитување. Значи, на овој начин се пролонгира тој циклус на родителствување кое што има негативни последици преку внесување на дисциплинирањето во процесот на воспитувањето на децата. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.